Почитувани ученици, добре дојдовте во Е-училница, предмет биологија, 8 оделение. Тема 3. Добивање храна. Наставна содржина, неухранетост. Целите кон оваа наставна содржина. Ученикот да го разбере ефектот на неухранетост, да ги воочи состојките на балансираната исхрана и нејзините функции и да ја разбере врската меѓу начинот на исхрана, активноста и здравјето. Кон оваа наставна содржина ќе биде објаснет и поимот малнутриција. Да се потсетиме. Активност. Учениците да се потсетат на улогата на јаглените хидрати, протеините и мастите во исхраната. Изучено во однос на наставната содржина, составот на избалансираната храна. Истовремено, побарајте од учениците да наведат и други компоненти на здравата исхрана. За миг сопрете го видеото и одговорете кон двете зададени задачи кои што се поврзани со оваа активност. Со завршувањето на активноста продолжуваме понатака со наставната содржина. Што представува неухранетост? Кога во исхраната нема доволно хранливи материи, се појавува состојба која се нарекува лоша исхрана, односно малнутриција. Недостигот на некои конкретни хранливи материи во исхраната може да доведе до појава на болести, на недостиг, односно дефицит, како што се, например, скорбут, малаксаност, крварење на непцата, опаѓање на забите, сето тоа предизвикана од недостиг на витаминот С, и анемијата, која што е предизвикана од недостиг на железото во организмот. Тоа се едно од најчестите здравствени проблеми кои се должи на малнутрицијата. Таа се јавува, при неадекватен внес на потребните хранливи материи. Анемијата е пропратена со следниве симптоми: замор, малаксаност, вртоглавица, главоболка, бледило и така натаму. За надминувањето на оваа состојба потребно е индивидуата да внесува хранливи материи и продукти кои што се богати со железо. Кога во организмот имаме еден општ недостиг на сите хранливи материи, доаѓа до големо губење на тежината и низа компликации по однос на здравјето на човекот. Често пати тоа може да заврши и со смрт. Сега ќе се запознаеме што представува всушност анорексијата и булимијата. Додека светот се бори со проблемот дебелина, многу млади луѓе страдаат од противниот проблем, односно анорексија. Тоа всушност представува сериозно хронично пореметување во исхраната. Предизвикано е со редукција на земање на храна, борба против гладта поради своеволен и нерационален страв од дебелење, одржувањето на минимална телесна тежина, искривена слика за себе и своето тело и непрестајното преценување на својот изглед, преокупираност со тежината и изгледот, а кај женските индивидуи се појавува и аменореја, односно отсуство на најмалку 3 едно по друго менструални циклуси. Чести последици на ова пореметување се и ендокрините и метаболните промени, како и пореметувањето на телесните функции. Имаме промени во работата на срцето, низок крвен притисок, појавата на губиток на менструација, намалена телесна температура, косата и ноктите стануваат кршливи, кожата е сува и жолта, се намалува мускулната маса и така натаму. Ваквите личности покажуваат истовремено и психички пореметувања, и тоа депресивно расположение, несоница, а социјалниот живот им е намален и се повлекуваат од друштвото. Наспроти анорексијата ќе ја споменеме и булимијата. Представува состојба на прејадување, конзумирањето на голема количина на висококалорична храна, при што личноста чувствува дека е изгубила контролата и се гади од самата себе си.
намерно предизвикување на повраќање и изгладување. Комбинацијата на ограниченото јадење и задолжителното вежбање се доминантни во животот на ваквата личност со цел да се контролира тежината. За самата всушност булимија е карактеристично прејадувањето, и тоа се однесува на сладките и висококалоричната храна. И тоа значи дека личноста не се чувствува непријатно или дека на самото ова прејадување му претходни едно намалено расположение, доведува до појавата на стрес од меѓучовечките односи, појавата на силна глад како последица на диетите или на чувства кои што се врзани со телесната тежина или обликот на телото. Често пати, кон овие, доколку имаме вакви индивидуи, неки блиски или во нашето семејство, задолжително треба да се побара помош од некоја стручно медицинско лице. Наспроти споменатите болести, кои што се предизвикани како резултат на лошата исхрана, односно малнутрицијата, ќе споменеме и важноста на витамините и минералите. Во оваа табела конкретно ни се представени еден мал дел од витамините и минералите. Изворите каде што тие се наоѓаат, нивното влијание, односно действие, и што се појавува како резултат на недостиг, односно така означена авитаминоза. Можете да ја погледнете, да ја прочитате и анализирате и ќе забележите дека како еден заклучок можеме да донесеме дека сите витамини и минерали кои што ги внесуваме преку растителните и животинските прехранбени продукти се неизмерно важни за здравјето на човекот. Заклучок. Правилната исхрана треба да ги вклучува сите хранливи материи потребни за здравје. Ако недостига одредена хранлива материја, тогаш може да настане болест на недостаток. Кон оваа наставна единица ја имате следнава домашна задача: пишување на есеи на тема традиционалната наспроти здравата храна. Важни прашања како помош за пишувањето на есеја. Каква храна се готвело во минатото, а каква сега? Дали во минатото храната што се јадела била во целост здрава? Кои јадења од минатото се готват и денеска? Ви благодарам на вниманието. Низ часот ве водеше наставникот по биологија Олгица Бајалџиева.